Дозволете ми на почетокот во мое име и во име на владата да ви го честитам празникот Свети Никола, патронот, заштитник на градот Прилеп, и да посакам здравје и успеси на сите граѓани на општината. Знам дека заради пандемијата од COVID-19 и во име на почитувањето на мерките за заштита од вирусот, годинешното прославување и одбележување на големиот празник Свети Никола е поразлично во однос на претходните години и ќе изостане традиционалниот Свети Николски ручек во центарот на Прилеп. Но бидете уверени дека оваа отстапка од традицијата оваа година е ваш голем придонес за здравието на прилепчани и за спречување на дополнително ширење на вирусот. Со желбите за здравје ви посакувам во иднина уште многу и многу години да го чествувате Свети Никола во здравје и радости. Сепак може да се каже дека оваа година на еден друг начин го одбележуваме овој наш голем празник со работни успеси во интерес на граѓаните. И во време на пандемија навистина не запре градежната офанзива во Прилеп и како резултат на тоа денеска официјално го пуштаме во употреба булеварот Гоце Делчев како најмодерна градска сообраќајница со нов лик. Прилеп треба да се гордее со овој булевар, современ булевар со пешачки и велосипедски патеки кои што прилепчани го очекуваат долги години. Булеварот е со 2 коловозни ленти во едниот правец и 2 во другиот правец, меѓусебно одделени со зелен појас во кој е поставено осветлувањето. Должината на реконструираниот булевар изнесува 560 метри и со комплетната реконструкција на улицата Прилепски бранители со 3 коловозни ленти, Прилеп добива модерна сообраќајна инфраструктура. Дозволете ми на крајот уште еднаш да потенцирам дека е многу важно што општината не дозволи ситуацијата со коронавирусот да ги запре реализацијата на проектите што локалната самоуправа ги предвидела во интерес на граѓаните. И во оваа прилика, како и на секој јавен настап, повторувам, вирусот ќе го победиме со многу дисциплина и безусловно почитување на мерките. Убеден сум дека од оваа криза ќе излеземе многу посилни и многу помудри и ќе разбереме колку се важни граѓанската солидарност, поддршката на институциите и меѓусебното помагање. Владата на Република Северна Македонија секогаш ќе биде посветена на унапредување на работата на локалната самоуправа, во инвестирање на проектите од инфраструктурата во општината и низ целата држава. Прилепчани досега добива голема поддршка и во иднина ќе добиваат уште поголема поддршка. Јас се гордеам како прилепчанец на правењето на овој булевар кој што е современ со сите стандарди на булевар и мислам дека е еден од подобрите во нашата држава. Не секој град може да се пофали со ваков еден булевар, без разлика што злите јазици кажуваат поинаку. Она што сакам да го кажам дека висината на средствата кои што ги оддели општина Прилеп се околу 62 милиони денари и не само ова што се гледа како инфраструктура надземна на булеварот, исто така се направи подземна инфраструктура со комплетна реконструкција на водоводната примарна и секундарна мрежа на овој дел, на овој потек од булеварот. Исто така и атмосферската канализација се направи нова. Целото улично осветлување исто така се направи ново на овој дел од булеварот. И тоа булеварот од споменикот Карпалак до Домот на културата Марко Цепенков и од Апекс до Прилепски бранители до Кружниот тек. Овој булевар, освен 4 коловозни ленти, има велосипедски патеки надвор од коловозните ленти, со уште еден знак дека безбедноста на велосипедистите е подобра. А најмногу ми е драго што пешаците се најбезбедни на овие широки булевари каде што, да кажам, и сите знаеме и тоа е поентата на целова, че нема паркирање на моторни возила на овој дел од булеварот. Исто така направени се и тактилни плочки за безбедно и несметано движење за
лицата што имаат ослабен вид и за лицата што имаат хендикеп, сите направени се сите пристапни рампи до сите пешачки патеки и до семафорите. Со ова сакам да кажам дека гордоста е кај мене уште поголема. Овој булевар ќе остане не за оваа генерација и за следните генерации кои што доаѓаат. Во оваа прилика сакам да кажам дека да се заблагодарам на сите вработени во општина Прилеп кои што придонесоа за реализација на овој проект. Да се заблагодарам на изведувачот Изофас, компанијата која што ги изведе овој проект, и за компанијата Крин КГ што дозволивме да имаме прилепски и убав гранит. Но овде не е само овој проект оваа година. Оваа година имаме уште два крупни капитални проекти. Тоа е мостот на градската река, кој што вчера го асфалтиравме, а 7 до 10 дена ќе го пуштиме и него во функција. И секако другиот проект е стадионот Гоце Делчев во Прилеп, каде што комплетно е направен трибините, подтрибинскиот простор, а и тревникот на стадионот. Јас се надевам дека за 7 до 10 дена ќе го пуштиме во функција мостот на градската река, а ќе чекаме некои подобри времења, се надевам напролет да го пуштиме во функција и градскиот стадион, кога ќе имаме посета на публика на надпреварите во нашата фудбалска лига. Тоа е за проектите од оваа година. За следната година исто така имаме 3 големи проекти, капитални проекти, кои што ќе значат нешто за нашиот град и што вистински ќе оправиме Прилеп модерен град како што граѓаните заслужуваат. Во почетокот на едната година ќе почне да се реализира правењето на детската градинка во Точила. Вториот крупен проект е старата градска чаршија ќе биде комплетно реконструирана и исто така ќе биде почнет да се прави покрениот базен исто така во Точила. Овие се 3 крупни двегодишни програми, проекти кои што општина Прилеп ќе ги реализира наредната година. На крај сакам да на сите граѓани да им го честитам нашиот патрон празник Свети Никола, да им посакам пред се успех и добро здравје, ама за да имаме здравје сакам да ги почитуваме сите мерки на предпазливост, сите протоколи што ги промовира Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство и владата. Убеден сум во тоа дека можеме и треба да го направиме. Како граѓани сакам да упатам уште еднаш апел да се причутуваат мерките на предпазливост, да носиме заштитни маски секаде и секогаш, да имаме дистанца меѓу себе кога сме заедно, а да не се групираме повеќе од четворица.